Со предлогот на пратеникот Зети Рамчиловиќ, денеска двајца политичари се многу задоволни. Едниот е Никола Груевски, кој што 2016 година го планираше Зети Рамчиловиќ за функционер после изборите, а другиот е Зоран Заев, кој што денес успеа да го направи Зети Рамчиловиќ функционер. Политиката има своји парадокси и еден од парадоксите е денешниот пример. Господинот Зети Рамчиловиќ учествуваше како член на извршниот комитет со мандат од 2014 до 2017 година на ВМРО-ДПМН во изготвувањето на партиската програма со особен акцент на образованието и на други теми, меѓу кои и темата Уставот, уставното име и почитувањето на народната волја на референдум. Во неговите дискусии што ги имал како член на ВМРО-ДПМН, на извршниот комитет, по предлог на тогашниот председател Груевски, Зети Рамчиловиќ се залагаше за почитување на уставниот суверенитет, исто така и за почитување на народната волја која што би била изразена на референдум. Но после изборите во 2016 година и формирањето на новото парламентарно мнозинство во 2017 година, очигледно е дека политичката трговија стана поважна од принципите на новото парламентарно мнозинство. На тој начин премиерот Заев успеа да формира парламентарно мнозинство со политичка трговија и на тој начин денес го имаме овој резултат, вчерашниот соработник на Никола Груевски да стане утрешен функционер на Зоран Заев. Политичката трговија е поважна од принципите за ова парламентарно мнозинство и не сме изненадени тоа што начинот на кој што се почна да се работи овој принцип на политичка трговија од страна на премиерот Заев ќе биде и начинот на кој што ќе заврши неговиот мандат. Инаку, јас би сакал да напоменам дека самото учество на господинот Рамчиловиќ во ВМРО-ДПМН, во највисокото извршно тело, е еден доказ кој што ги побива тезите на денешната власт дека ВМРО-ДПМН како партија била затворена кон помалите заедници. Напротив, овој пример и предлогот кој што денес го потврдуваат СДСМ и ДУИ е само доказ дека она што го зборуваат во други, да речам, партиски или кампањски цели, не е издржан и основан. Од таа гледна точка, сметам дека на подпредседателското место во Собранието би можел, без разлика, врз основа на квалитетите, да биде и бошњак, и турчин, и ром, и србин, и влав, и било кој да е друг, и македонец, се разбира, но би било многу попринципиелно доколку предлогот доаѓа врз основа на нешто што е изградено како став во коалицијата која што формира мнозинство, а не како став кој што задоволува еден апетит на одредена поединка политичар, наспроти волјата на гласачите која што му го дала мандатот за да застапува нешто друго во ова собрание. Затоа сметам дека денешната политичка трговија во Собранието на Република Македонија е само уште еден доказ дека власта функционира на тој принцип. Задоговоли го функционерот и дај му одредена позиција, а занемари ги гласачите и избирачите кои што му го дале мандатот. Изборот на таков начин е осуден на краткотраен рок, односно тој кој што ќе прифати на таков начин да биде промовиран во функционер, нормално е дека во одредено кратко време ќе има поддршка од актуелната власт, но на долг рок ќе нема поддршката од гласачите кои што му го довериле мандатот да ги представува во ова македонско народно собрание. Благодарам многу.